напредок во преговорите со ОДЕСА, кога може да очекуваме следва помеѓу лидерите заедно сами и дали шестата изборна единица може да припадне на Касамов? Нема да давам никакви хипотетички одговори. Имаме уште време до моментот кога ќе може тоа јавно да го споделиме. Секако, како одговорна партија и демократска партија, отворени сме за разговори со сите политички субјекти кои што ја поддржуваат програмата, понудата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а секако станува збор за обезбедување на подобар животен стандард на граѓаните, секако како критериум е силна поддршка на европерспективата во однос на интеграциите во Европската унија во НАТО. Ќе преговараме, ќе разговараме со сите политички субјекти, како што реков, освен со ВМРО-ДПМНЕ. Кога ќе дојде време да може нешто јавно да споделиме и да кажеме официјален став, ќе бидете запознаени. Дополнителни прашања? Да, академикот Милошовски денес достави втората бомба, како што правилно се слуша Заев, како се инволвира во работата на СИО и врвове. Тој тврди дека разговорот меѓу Заев и еден осумничен или инволвиран во случајот рекет, кој е вашиот коментар? Видете, колегата Антонио Милошовски е видно испаничен. Се гледаше стравот кај него и во рамки на собранието кога се дебатираше околу законот за јавно обвинителство. Знаеме што се има направено Антонио Милошовски, знаеме за што се сомничи Антонио Милошовски, ги знаеме распродажбите на објекти во Министерството за надворешни работи, знаеме за договорите со компании од Штип во однос на реконструкција и рехабилитација за објекти на Министерството за надворешни работи, но исто така имавме можност во собранието да слушнеме како еден друг колега од независната група на ВМРО-ДПМНЕ го посочува Антонио Милошовски дека на 27 април ја упатувал толпата, велејќи дека нивната цел е главата на Заев. Од таков човек, кој што е испаничен и исплашен од одговорност, кој што верувам дека обвинителството ќе го земе во предвид, ќе ја земе во предвид дискусијата на еден колега од независната група на ВМРО-ДПМНЕ, не може да очекуваме ништо друго освен да шири лажни вести и паника за некакви бомби. Знаеме за што станува збор, имавме можност да ги слушнеме материјалите со кои што располага Антонио Милошовски. Апсолутно не станува збор за никаков момент во кој што може да се компрометира нити партијата, нити председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Во таа смисла добро е што Антонио ги поднесува документите во обвинителството. Впрочем, тоа е разликата, затоа што за 11 години сите бевме свесни како функционираат институциите. Сега има можност да си ги поднесе, по обвинителството да си постапува растеретено од било какви политички влијанија. Но од друга страна, јас сум убеден дека по донесувањето на законот за јавно обвинителство и обвинителите и судиите ќе ги имат во предвид постапките за кои што сите ние некако политичари би рекол како граѓани го бараме секојдневно, а тоа е конечно криминалците кои што имаат сериозен криминал позади нив заради нивното 11 годишно режимско владење, конечно да сносат одговорност. Уште едно прашање вчера од страна на други на веб-страницата на Фейсбук имаше една објава каде приведеа многу важни политички позиции кои припаѓаат на партијата или научно партијата имало простор во нивен избор, а меѓу нив беше и председателот на Врховен, председателот на Македонската федерација на фудбалот, народниот правобранител, државниот правобранител. Дали ова значи дека има политичко влијание во изборот на овие лица? Јас не можам да коментирам став на Демократската унија за интеграција, но од друга страна можам да кажам дека ниту една партија не може да си препишува заслуги за одредени позиции, кога сите го знаеме начинот како доаѓа до избор на одредени позиции. За дел од позициите кои што ги набројавте потребно е мнозинство во собранието, согласно јасно утврдени и изградени критериуми, утврдени и со закон. Од таа перспектива можам да кажам само дека
не можеме да монополизираме одредени институции, одредени функции во демократско општество како што е Република Северна Македонија.